на корупцијата се министрите, директорите, градоначалниците и докторите, а нивни верни следбеници, но не помалку коруптивни се професорите, докторите, цариниците и полицајците. И тука имаме милион комбинации, како бивш министер, сегашен градоначалник, сегашен министер, бивш градоначалник, министер, доктор комада повеќе, полицаец, министер, градоначалник, доктор, министер, професор, цареник, министер и полицајците кои се во сите комбинации мали, големи, етнички, неетнички, со дипломи, без дипломи, со обраќајна, интервентна, специјална и на крај да не ги заборавиме инспекторите, посебно овие градежниве, тие виш се навлезени во корупција ко шербет у баклава. Тоа се тие ликови кои се светата аура на корупцијата во Македонија. Но не дека не постојат странични професии и институции кои прават големи пари врз база на корупција, која е меко позиционирана и вака од сите страни или вака од страна, да кажеме лаички гледано, не личи на корупција, а и законски е покриена. Пример број 1. Како може во Македонија од сите автошколи, во сите комисии за полагање, во сите градови да се положи возачкиот испит дури по 4 пати повеќе и не постои ни еден возач, барем во изминативе 10 години, барем да го расипе просекот и да положи од прва, втора, трета. Дури и тие со најдебелите врски го добиле одговорот. Во рете знае да вози, но ќе положи од 4 пат. Зошто? Затоа што се држи класичен коруптивен монопол во кој немаш избор, сведен си на единствена опција да положиш од 4. А положувањето од 4, макар ти се викали Макс Вестерпан, значи дека си со коруптивна финта покриена законски, ти ќе оставиш во комисијата и автошколата уште 20.000 денари. А погодете кој дели од тие пари? Па веројатно комисијата, која излегува на лице место, што нормално се плаќа и секогаш првите 3 пати ти вади пешак кој не си го видел. И покрај тоа што ова беше обелоденето од страна на еден кандидат кој снимал што се случувало за време на неговото полагање, со години нема никаква интервенција од институциите и македонските граѓани во Европа се познати како најголеми повторувачи. Веројатно таму е дојдено и она IQ 80 што во превод значи екстремно глупи. Не можат еден возачки бе да положат. Не се. Пример број 2 за корупција се екскурзиите во основните и средните училишта. Јавна тајна е дека по секоја екскурзија на некое поголемо училиште осамнува нов джип во училишниот двор, кој по некоја случајност во сообраќајната носи име на директорот, или некој негов близок роднина, како на пример жена му. Јавна тајна се и набавките на така наречените блузони од шоја, кои прават 350 алергии кај децава и треба да глумат униформи, а чинат неколкукратно повеќе од цената во дуќан или онлайн. Или јавна тајна е дека половина дворови во училиштата се балони игралишта или кафеани издадени под сомнителни околности. Со окинување на овие 3 можности за корупција, верувајте, кандидатите за директор на школото од партиски ќе се сведат на комшиски, односно директор на школото ќе мора да се бара меѓу комшиите кои живеат најблиску до него. И вакви примери за корупција имаме десетици и десетици. Јас би ги нарекол општо прифатена корупција во законски рамки. Никој не се буни, сите си плаќаат, си викаат јас ли сум тој што ќе таласа, нека таласа некој друг. И денар по денар, и илјадарка по илјадарка, 20 до 30 илјади. Малку се, ама многу се кога ви требаат. Ама некој ви ги зема интелигентно, само да не мислат кога ни ги земаат парите дека ние не знаеме. Знаеме, а ќе дојде време и кога ќе се покајат. Мразете се комити и чкембари, навредувајте се, пцујте си ги мајките и сестрите, поганете ја устата со мајката македонска, мразете се македонци, мразете се православни и муслимани македонци, мразете се леваци и дешњаци, мразете се шарени и небањати, мразете се криминалци и честни, само мразете се онака длабоко, од длабината на вашата душа. Македонското мото не е на соседо да му цркне кравата. Македонското мото е соседо да цркне да дај Господ со се цела фамилија, да го снема. А ние потоа да му ја грабнеме и кравата, и козата, и бентлито, куќата со базенот, жената, ако е згодна. Затоа,
Мразете се македонци. Мразете се предавници и патриоти. И кога се мразите меѓу себе, мразете и Македонија. И македонството мразете го. И македонштината, и македонецот, и македончето. Се мразите колку што може посилно да се мрази. Море најсилно да мразите. И напишете го тоа. Демек сте многу либерални, демократи, многу јаки на карактер. Мразете се во парламентот, на улица, мразете се во банка, во продавница, на утакмица, мразете се дома и во странство. И не заборавајте да се навредувате со најпогрдни зборови. Мразете се домашни диаспора, мразете се затоа што едните не сте украле доволно од Македонија, а мразете ги другите затоа што украле премногу. Мразете се 24/7 и претворете ја вашата омраза во гнев, жолч и крв и лошотилак нанесен од македонец на македонец. Само тоа е говор кој го разбираме од А до Ш. Тоа е нашата азбука, нашата глаголица, тоа е нашиот фонд на пишување, тоа е нашиот лозунг по кој се препознаваме, се вика омраза на македонец кон македонец. Или, како што беше кажано во Смртта на младичот, познатиот роман и филмот, македонец уби македонец за Македонија. А и зошто да се сакате? Мислам, сакањето ви е луксус, луѓе, мислам, тај само будали сака. Баш кај другите ве сакаат, ве обожаваат. Ве сакаат бугарите, грците, албанците, многу ве сакаат, и србите ве сакаат, ама многу. Па колку ве сакаат американците, па то чудено. И германците, луди се по вас. Французите, je t'aime, voulez-vous coucher avec quoi ce soir? Ептен ве сакаат. Олала! Сите ве сакаат, пардон. Не сакаат толку многу што не осакатија. Сакат и одиме како оние 14.000 на Самуил ослепени инвалиди во име и презиме, во тело и душа, во мозок и срце. Сите не сакаат, да. Ама не сакаат за себе. А ние не се сакаме за ништо. Ние сме најпаметните кои се движат на перпетум мобиле, душевно гориво за веки веков, а тоа е омразата кон ближниот свој, кон македонецот. Мразите се. И ке се домразите еден ден. И ке се премразите. Ке ви се огади мразењето. Мислам, ке се осквернавите од мразење и осакатите. Ке се убиете во битта на постоењето. Македонци мои, мразачи мои, лесно е да мразиш, зашто се мразиме меѓу себе, тешко е да сакаш. Затоа треба да се помачиш, да вложиш труд, да се посветиш, да се дадеш себе си. А од друга страна, ако се сакавме, па си велам, кај ке ни беше крајот? И понатака од Индија. Може, кинескиот зид ке се викаше македонци, зашто македонци ке го градеа? Ама мразата, таа е нашата формула за самоуништување. Мрази го македонецот како ти да не си тој. Разбирате? Тоа е она есенцијалната формула за омраза. Епа, од мене толку. Продолжете ви да се мразите, немој случајно да изгубите некој ден во немразење или не дај Боже во сакање. Еден ден се надевам дека ќе ви дојде умот од газот во главата. Само да не биде доцна. Тоа ме плаши. Гледаш видно како ми шишале, па секое влакно си е на свое место. Стево го гледав, вика Мицковски трчал, молел за гласови у втор круг, демек билу паника, па тоа била најовична политичка манипулација. Џомити, вие СДС, се пренатрпавте со гласови,
у првиот круг, па сега не треба да трчате да молите. Вие сте над сите, елита, шо ке молите со 100.000 гласа, Али Мицко со тамо 200.000 гласа поише од вас идел, трчал, молел. Мајку му, каква логика ви оваа, пичка ли му лепа материна. И ти најде за политичка манипулација да збориш за честност. Знаеш како викаат србите? Ке те подсетам, тоа е нивна стара добра крилатица, вели: ко чему курва о поштењу. Така некако се сведува и вашава реторика и после првиот круг. Продолжувате да ширите фами по градов дека втор круг ке било касапана, дека сите албанци ке биле на ваша страна. Баш еден вчера ВМРО-ец пријател полн се наполнил со сомнежи, од чаир чул нешто, ке оделе сите гласови од албанците. Викам, човек, пушти себе, му вика, тука пред сите, дај, викам, само доверба, бе, другар, тебе бар никад не ти фалела, само доверба, бе. Абе, какви албанци и марсовци да викнат на 8 мај, никој не им помага, бе. Никој. ВМРО ќе има преку 500.000 гласа. А у една совршена бура, овај цунами, зоша не отиде преку 550.000, мислам, гласови. Но да не се заебаваме, што е сигурно, сигурно е, немаат више што да се плашат ВМРО-вците, ке има игри, но ако освојат 54-5 пратеника, ајде да не одам нешто на ова погоре, прогнозирам од 50 до 55, еве. Ако освојат и поише од 55, мислам тогаш шо ке им со било кој да молат и да преговараат, тоа е веќе промена на играта, со вика, ке станат што викаат американци не game changeri. Абе, на вакви околности, на ваква ситуација, баш тоа ни треба. Значи, без подпаѓање под квислиншки пропаганди, ке било касапана, не знам што, сите албанци ке гласале за ова. Нема да биде тоа така, затоа што и секој што е малце попаметен човек знае да види, лесно може да види кога царот е гол, а како што реков, овој сегашниот стаен со кран од страна на не знам кој, начело на СДС, кај него е дупло голо, и газот и главата, како што можевме да констатирам. Уште една работа, можам овој да го кажам, можам и да не го кажам, но еве вака на сите оние кои што ми пишуваат у коментари, па ми ја бараат мотивацијата зашто сум станал одеднаш поголем ВМРО-ец од папата. Јако за папава, баш не е научно утврдено дали е ВМРО-ец, али така некако се викаше, намерно така го кажам. Значи, па ми бараат мотивација, па не знам, сум бил директор, па ме изфрлиле, па јас сум почнал ова, па некој ми префрлаат, уште ми префрлаат, ви кажам на улица ке ме, ти вика ги донесе СДС на власт, тие предавници, ти ги донесе на власт. Викам, па викам, тоа у суштина е голем комплимент, ако една ваква ситна прашинка, звездена, над звезденото македонско небо, ако една ваква прашинка може партија да донесе на власт, тоа е комплимент. Но има паричката и друга страна, ако јас сум ги донел СДС на власт, значи имам удел и у доаѓањето на ВМРО на власт. У тој случај сите вие што кога ќе дое ВМРО на власт, кога ќе добиете функции, кога ќе ви вработат ваши блиски, деца, пријатели, роднини, вамо тамо,
тогаш, наместо да пцуете, да знаете дека и моја заслуга што ги вработиле, така да немој да ме пцуете. Оти ако едни сум донел на власт, значи можам и други да донесам на власт, значи јас сум една некоја сива еминенција. А да не зборам за оние нели други јадачки што ги прават, Васко Ефтов и така натаму. Небитно, само ова сакав да ви кажам. Значи, ако веќе ме плукате дека едни сум донел на власт, тогаш треба да ми бидете благодарни за сега, ако дојдат ВМРО на власт, а вие за да добиете од тоа некој бенефит. И толку имам на вас само да ви порачам. Не би ве давел више, неќам да почнете да ме викате питон, мислам не заради давење. И тоа, па се гледаме, ова беше пократко видео издание, специјален поздрав, кој што има специјален поздрав од вашиот агент Куров.